И види, ми кажува кога да сменам брзина. Само ми се паркира. Ево, тоа е Само ми се паркира, еј. Ало, кревам вака раце и само се паркира. Новата епизода од 1 на 1 започнува сега. И не иде со емисија, брат, не иде. Не иде, тоа нит женски ме сакаат, нит пари има. Нема пари. Почињаат да ме избегаваат на улица, кога ме видат бегаат од другата страна. Ја викам. Па ти шо? Ја Емисија за женски или ја фаќаш ја правиш? Нема. Што да направим? Треба у бенд да влезам. Што да ти Треба у помогне? бенд да влезам. Треба, пример, ДНК, у ДНК. Свириш нешто? Што свириш? Гитара? Нешто? Свириш клавиш? Не, гитара свирам слабо, ама пример харфа свирам добро. Харфа. Ритам да Јас знам држам. две. А? Две што имаат по две добри дојки што свират харфа. И што Много добро свират, ама ти дека го слаб. Песна Сенки Сара Места. Ги чекам ти? Не. Не штима. Устна хармоника ќе свирам. Кога да викнеме за устна хармоника? Топ сум, Моцарт да свирам. Тоа е. Да го примеме? Оне глава. Не? Кој ќе ти свири устна хармоника? Боки 13. Бочо? Па што да не? Него речке, него се у... Какво? Се дига на Што ако знае да свири, ќе свири. Што лошо кажа? Помага по људима. Свири, има предност. Ништо ја изле остана. Ни жени, ни пари, ни бутер. Добро. Тоа е тоа. Да, по кошулја да. Ја и ципела што имам никакво кошулја. Остав. Супер. Се спасив. Гледате 1 на 1 сезона 8. Вечерашни гости ДНК и Чајка. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Браво, нова ТВ. Вау, да не ми се вренува. Аплауз за Пеперминт. Како си пајач? Никогаш подобро. Одлично. Мута Thedri Торен. Никогаш подобро. Аплауз. Ајде да видиме што имаме. Јас сум, да, ова е вистина, инаку јас сум дипломиран новинар. Знам дека не ви се верува тоа, но тоа е тоа. И после немало врски на факултетите. Искрено не ми се допаѓа кај оди новинарството, луѓе. Значи не ми се допаѓа. Еден населен новинар не може да се најде, све во нешто се вмешани. Не знам колку е точно ова, ама СЈО многу почнал да испрашува водители, новинари, сите поврзани со некакви медиуми, дури и луѓе што врска немаат со нивните случаи. Значи баталете лата си во на еден друг. Знаете ли до кај дошла работава? Го испрашувале Валентин Николовски. Валентин Николовски, инаку тој е овој од десно, да не се збуните. Валентин Николовски бил испрашуван од СЈО. Значи, знаете, тој само чита храна и вино и не знам што принасител. Зошто би го испрашувале? Но вистина е, да, потврдуваме дека го испрашувале и тоа го испрашувале на 30 на минути на околу 100 степени, потоа додале путер и црвено вино од сортата Вранец. Викендов си слушав Зона радио. Тоа е она фолкерско на радио, знаете, кај што водителите се вакви. Поздрав од вработените во ПЗУ доктор Стојко, до сите на токсикологија, чекајте не вечер, на доктор Стојко му е роден ден. Тоа е прилика, значи, цело време на Зона радио. Финтата е дека луѓе пуштаат пораки со музички желби. А често пати меѓу луѓе што пуштаат пораки има и познати. Па така Зоран Заев чув ја нарача за премиерската фотелја туѓа си бескрајно. Да. Не се знае, наскоро може и друга песна ќе нарача, ќе видиме. Али Ахмети до Груевски ја нарача Не каниме.
Александар Маленко малку разби од народното и ја нарача "Јас сакам 10 девојки" од Владо Јаневски, да. Вау, стара слика од Маленко. Ова е кога имал 3 години. Вистински џумбушлија. Још увек сањам да смо заедно, ја викна Јанкуловска, а интересно Ставрески исто така, 10 минути подоцна, истата песна. Скроз. Се јави Мендух Тачи, да, се јави Мендух Тачи и рече до цело ВМРО ја нарачувам од Елена Ристевска, а можевме повеќе да имаме сега. Стефчо Јакимовски се јави и ја нарача до општина Карпош, волиш ли ме од Аца Лукас, Карпош се јави одма после тоа, не знам како, бидејќи општина, но се едно, и му врати со лагао си провидно ко пас. Инаку, ова е општина Карпош, на една од неговите прослави. А секако се јави и Никола Груевски и ја нарача "Оно е моја куќа, живео сам ту. О е моја влада, волео сам њу." Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Периодов влегуваме во сезоната на матури, средношколците купуваат тоалети, па се слави тоа по хотели, ресторани, зурли, тапани, има све. Мада мене не ми е јасно што толку се крева галама околу матура. Значи човек која ќе докторира, не му креваме ни телефон да му честитаме, by the way, Лата се извини што не ти се јавив, а сепак во несвест паѓаме за една матура да му се плукнем. Значи сите што не знаат, ова средно образование е задолжително во Македонија. Значи што се слави, значи она минимум, апсолутен минимум некој што сме го постигнале. Минимум. Океј. Благодарам режија. Значи глупаво е да се слави толку многу матура, тоа ти исто како да организираш журка во Александар Палас со Анета и група Молика, само зашто си платил данок во УЈП. Генерално тоа е. Или од дома да ти дадат 500 евра за одело, која ќе ги смениш гумите на колата од зимски во летни. Пример, прилика. Или тоа ти е како да заглавиш до 7 сабајле и да вртиш чочек пред АМСМ секој пат кога ќе си ја регистрираш колата. Значи некоја таква работа. Што уствари и не е така лоша идеја, впрочем. Режија, ајде кој чочече. Оје. Држат ритам. Дури ја не очекував дека ќе држат ритам. Вау! Ајде да видиме што прави нашиот пријател Спасе. Инаку, за разлика од сите други претходни емисии, сега имаме други луѓе што ќе опрашуваат. Значи, не вие, туку некој други... Ало? Еј, кај си, Спасе, како си? Ало, Здраво, Спасе. здраво. Денеска имаме друг вид на прашања, Спасе. Значи, не се гледачиве наши, туку ги прашавме Слушатели ли? политичарите ги прашавме нешто да те прашаат. Ајде бе тоа. Ако? Ако шок, така. Вака, ама сега нема да ги кажуваме кои се, бидејќи нема смисла сега да ги откриваме. Па не е интересно така. Да. Значи вака, Спасе, Тито П те прашува, која боја за коса би ја препорачал на човек со богато политичко минато? Тито П, Да. ја шиша од него келјав искрено, па да идеме заедно у град да ни викат овој брат ли ти е Вау, брат? супер. Океј. Љупчо Г некој те прашува, ти треба ли бугарски пасош? PS, голем поздрав, те следам од самиот почеток, многу си откачен. И он е многу откачен. Бугарски пасош не ми треба. Ја македонскиот не можам да го извадам, овој комшијава Ставре у пасошко работи, срам ми е да идам му дужам пари. Добро. Некоја девојка, Гордана Ј, те прашува, тоест, вау, интересно ова, многу си симпатичен, вели сака мажи со смисла за хумор, имаш ли девојка? Имам и жена и швалерка, не треба. Добро. Зашто? Океј, следно прашање, Павле Т, некој те прашува, уствари не те прашува, вика, немам прашање за Спасе, за него знам се, само да го поздравам, Спасе, многу си популарен, треба да си направиш и ти партија. Па ја ќе направам кod тебе партија и после коалиција ќе правиме.
Ти една партија, ја макар ќе делиме после места коалиција, двајца само. БТКМ, не знам што значи Не тоа. ја знам. Вика Спасе, зошто не напишеш мемуари, хумористични? Мислам дека ќе најдеш на разбирање во министерство да ти ги издадат. Поздрав. Абе, тебе може ти се смешни, ама тие хорор ќе бидат мемуари. Кој ќе купува тоа, деца ќе се плашат. Слушај, Петре Ш некој. Не го знам. Не го знам ние. Вика, Спасе, треба да добијам нова, многу подобра работа, па и нови службени телефони ќе ни даваат, вика. Да не сакаш да купиш златен iPhone 7. А да не го продава да почекуше малце. Нека почека. Добро. Владко Г, Спасе, те прашува, Спасе, ти си супер, у ствари не те прашува. Вика, немам прашање, ако сакаш, ти праша ме нешто. Знаеш што ќе го прашам? Владко Г. Стварно ли го ишишал репот да го пресадат ке Антонио на глава? Никола Г. Не го знам. Ја не го знам, искрено. Вика, Спасе, планирам да си купам јахта. Да ја зеам или да не ја зеам. Абе, не затварај пари ке ти стои така 15-20 години. Не затварај. Вау. Спасе љуте денеска. Не, бе. Зоран З. Не го знам. Вика, Спасе, ако не ми оди во политика, со што нов бизнис да се зафатам? Абе, може да продава пенкава за режим буткање, тие иделе многу, ама да Добро. не го развива бизнисот, многу ќе му го купи оној Сашо. Ау! Сашо? Видиш каква коинциденција, некој Сашо М те прашува. Вика, Спасе, многу збориш нешто, ај ќе се видиме денови. Не бе, ја не за оној, не ги гаси свеќите, тој Сашо, не за тебе. Добро, окей. Спасе, дај уште едно прашање од мене за крај лето, кај ќе одиш, кај сакаш да одиш лето? Па исто ко лани, сакам у Мајами да идам. Чекај, лани у Мајами беше, Спасе? Не, и лани сакав да идам у Мајами. Окей, добро. Ти кај ќе одиш? Спасе, ја мислам дека знаеш дека имаме кажано, ќе одам со Савана, еден на еден летовање, Кавос и Глифада, знаеш ли за тоа? Зашо не ме зимаш и мене, шо ми фали мене? Не, ништо не ти фали тама работа, имаш вишок, Спасе, години вишок имаш, тоа е за млади програма. А имам и килограми вишок, ама добро. Па добро, ништо. Чао, Спасе! Чао, Спасе! Ево вице-премиерот Мешевски! Што правиш, бе? Се фокусираме? А кошулата кај ти е? Нема бе кошула. На одмор да не сте од работа? Да. Добро. А кај што се фокусираш? Кај птици што гледа? Кај се Не фокусираш? бе, гледам нешто боле да ти кажам. Што има? Гледам, има една нова понуда Океј. од Форд, Мида. Фокус за 13.990. Вау! Без пари, джабалак. Ме извади од Джабалак. памет, ја мислам некој женски гледаш од спроти овие прозорчињава. Кој бе, пајак само го гледам, брат. Не, ја реков женски да не бркаш да не гледаш. Не, да ти кажам, јас имам само една љубов. И не менјам ништо. Партија пред се. Вау, Мешевски! Партија пред се. Станете со нас, Денка и Чајка се тука. I've been thinking about what you have done to me. Па ти кажам, ова прашање уште не ги даде, боље да не ги дадеш. Значи, као во војска глупости што тропаат, боље сами да си кажеш, нешто не го прашање да читавме. И мислам дека да не остаи сами да си избори миш, да не прашање, би очекувале стварно добра емисија. Да не го викнеш да потим емисија работа. Ја не очекувам да се степаме, актуелно е тоа. Сега се степам сега. Ке видиме, 2 на 1, знаеш. Ке видиме. Тоа очекувам. Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth. А сега од овие тревки ќе направам нешто кое што помага при варење на храната и прочистување на организмот и многу други работи. А што е тоа? Сега ќе видите. Абрачајдабра и Detox Mix.
А сега за крај, еден од вас ќе пресечам на пола. Публика, кај отидовте? Вратете се на The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. Тие прават втор голем концерт во нивната кариера на 22 мај во Метрополис Арена. Тие се сосема различни, но функционираат како едно вистинска двеодолива комбинација се, богами. И повторно се тука, па и повтор пат ми се чини во 1-1. А не, едниот бил и повеќе пати, да, заборев. Андреј Панчо, ДНК! ДНК! Андреј Панчо уште еднаш. Мал подарок. Одлично, благодарам. Ова е новиот албум на ДНК. Новиот албум на ДНК, ево го, значи ова е уште еден ден, беше промовиран пред колку месеци? Па не година дена тачно. Така, значи има година, окей. Панчо, како е? Јако, фино. Добро? Супер. И, Баш ми е драго што не викна пак. 22 мај, пријател. Па тука негде 12, ама близко си со двојките. Еј, види како ме зезнале, види. Да, не си ти крив. Не сум ја крив, човече. ти крив. Јас знаев дека е на 12. Да, ама ама гледам. запојше да го кажуваме. 12 мај, 12 сега. Нареде 12 мај, кои ќе бидат гости? Билов ќе биде? Да, Дарко Илиевски? сега. Магдалена Цветковска? Така е. Врчак? Не. Врчак нема да биде. Ова керка му ти го потуши, значи да знаеш. Видиш како ти се подбива? Ремек делове? Се Добро. пролепшам малце, пошто за нигде сум насликал. Ако, добро, еве да видиме Андреј. Благодарам. Ако може сумни. Да, гледате си нацрта пркшиња. Да, добро. Убав си. Како Со што Врчак нема да биде? А не знам, он со Андреј е поблизо, кој он треба да одговори тоа. Со Андреј е поблизо од секојаш. Да, многу сме блиски. Ептен. Така да. Ептен се сагаме, многу сме блиски. Не беше да не бидеме. слободен за концертот? Па најверојатно нема да може да присуствува на концертот, затоа што не знам, долги години е затворен, ете никој не го видел, си работи, си твори, веројатно чека погоден момент кога Добро, треба значи да по се негов избор е појави. вон сцената. Вон сцена, да. Беше поканет сериозно, а гледај, Да. не е исклучок, може и да дојде. Може и да дојде, оставаме, затоа има и специјални изненадувања. Сега за сега има две, освен тие што ги најавивме, нели, добро. Тамара, нели, Тодеска, браќата Тавитијан. И тие две изненадувања кои се сигурни веќе и ете ради да го оставиме за... Добро, ама вие ќе дојдете бар. Па, ќе пробаме. Пишете си 12. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Hell Energy Drink. Сега, ти се врати пред колку време од Чикаго? Како в Чикаго мора? Шеташе и поише градови? Да, бев на неколку места. Се вратив пред точно недела дена. И како така голем град, толкава метропола? Убајна. Знаеш, не е за селјачиња у пичку мат. Би живеел или не? У Чикаго да, у Њујорк не. Зошто? Што е разлика? Многу ми е бука, ука, многу некултурни луѓе. Ко свемир, прљаво е многу. Њујорк е многу прљав. Ѓубре онака баш на улици. Дури Скопје е почесто од Њујорк, ама почесто пута 5. Вау! Да. Добро, браво за Скопје вајда. Тоа треба новиот слоган да биде на коце. Скопје, почисто од Њујорк. Да. Визии така Чикаго редовно. викаш би живеел. Да, би живеел. Многу е скотскан град од позитивни луѓе. Тоа е као Скопје у 15 пати поголема верзија. Има некој дух по европски. А може да се ги изгубиш толкав град или не? Се. Може се, зависи колку ти сече, знаеш. На некој му сече, на некој не. Тебе ти сечеш или? Зашто? Не гледај, јас си го знаев автобусот, сакав да се направам мангуп и они да ме земат со кола, викам не, јас сакам да се вратам и застанав на станица, ама застанав на погрешната, истиот автобус, ама нешко сега да треба
на кај Горче Дидома сум се качил за на кај Драđo. Аха, добро. Да, и си се качив во автобус и здраво, да си платам карта, викам иде до таа и таа станица. Ми вика, дечко да, ама вика на обратната станица. И си чекав ја тука 15 минути, таму ише 20. Добро, чиста работа. Чудо, бев и до Мичиген, исто, многу кратко. Многу македонци? У Мичиген не, ја бев кај фамилијата што бев пред многу години што учев средно. Точно, ти средно учеше во Америка. Да. И чекај, ти после толку После многу години 19 кај години, истите? да. Отиде? Да. И браво. Страшно добро си Си помнам. изненадија што станал Панчо? Па... Меѓу време? Да, они се нешто... Што ти рекоа, па не си пораснал? Да, и баш ка ми викаат се смерил фризура. Се смерил фризура ми рекоа, али страшно добро. Ја имам одлични впечатоци, многу ми е драго. Ти полнеше батерии таму, ти каде? Ја у авион. Што правеше меѓу време? Имаш ново работно место, имаш во меѓу време и татко си, па тие тргна време сум нов татко, брак, да. нели и тие обврски се тргнат и како оди да речеме со керкичката? Живот пише романе. Колку има сега наполнето? Години и пол. Години и пол. Која фаза е сега? Што се случува? Што е најновото? У фаза на точно знаење што праење и изигравање мангуп, да. Браво. Таа фаза. Браво. Тато лесно научи? Тато лесно научи? Кај е тато, еве го тато? Што е тато? Тоа не е ништо. Ти пиво пиеме, се начука пред него вече. Не зеза. Да. Сум ја оставил чашката и ми каже сопругата, вика, ова е сериозно, значи цела вечер имала муки, ждригала, прдела, као Панчо што прави. Да не е мое. Да, може Да и не е ова, мое. А, па не знае. Денка, Ифтаре, денка. да. Добро, сте имале вие авантури многу. Имаме една чуена авантура од Швајцарија. Мора толку многу да вака Слушај, отвараш, нели овој. една има конкретно да ве прашам, не знам таа вистината ли е, во Базел кога сте оделе. Добро. И сте налетале на она, како го вика, Red Light District ли се вика? Не бе, па ти не, частни сестри баравме. Добро. Види ово што се... Види го. Вау. Ова е Базел. Ова, знаеш што, ова е у Неготина, не е у Базел. Ова ќе написа Лео. Лепанчо. Да. Ги има на слика сите што... И одете у пееле. Базел. И на видеа, Одете не у знам Базел, сега. Панчо, и... И ништо баравме за успот нека Частни сестри, добро. И имаше една цркиња страшно добра. Многу добра, Многу многу. добра стварно. И ја Авион мора да е. Да, отидов да преговарам ја. А ти отиде. Ја отидов Организаторот. као попредставителен висок, нели со плава коса и очи. И? Не, многу беше јако, овој остаи застана кај цркињата и ја со кафето и рука шетаме по тоа улиците. И да, може малку се намали, тоа е многу битно што ќе го кажам. И идеме по тоа улиците, имаше некој фестивал и на секој 5-10 метри по 10-12 луѓе со тие свирчињата некој као некоја, не знам. Знаеш харфите и Тие хармониките. фрули мули, не знам што свира и идам ја оваа почна ме брка, овој застана позади и една ме брка ми се нуди, знаеш. Мислам, Добро. тоа им е работа. Така е. Тоа е таму многу нормално. Немаше ситно иначе. Да. И ништо оваа трча, ја бегам, нели сега женет, бегам ја и... Ти со бегање? Бегање, камера? да, и овој, и вика од позади трча по неј, вика, шо му се нудиш на овој, вика, демек не може да те задоволи, многу му е мало. Ако вика, ќе му дам 50% попуст. Решена за Андреј. Одма, да. Многу луѓе погинуваат. 7 луѓе за 3 дена. Ќе бидеш прв или втор, ќе ме поправиш од Балканот кој оди на најопасната трка на светот. Марче Сладкар. У последнава песна имаше, како беше, може да успееш и ако немаш талент. Сега ќе ти кажам точно. Види го че- Панчо. Да, не, за у Македонија да успееш не ти треба талент, видете го Панчо. Така, тоа го имало песна стајано. А ја, гледај, јас сум страшен негов фан, ја и до ден денес. Така? Ако ја и напишав еден убав пост за него. Ти пиша. Пошто знаеш како, ја прво не знам што е дефиниција за талент. Аха. Дали ти имаш некоја дефиниција за талент? Што е талент, например? Да, субјективно е. Така? Добро. Да, и мислам уопште не ме допре, предпоставам дека јас за него не сум талент. Тебе не те допреа, мене како ме допре. Добре, нема вез. Ја подберам. И овакво
а бидејќи, знаеш, за некој си ти смешен и имаш добра емисија, за некој не. Така да, а он па за мене е страшно добар артист, артистичен и мене многу ми се допаѓа. Па да. Он е страшно талентиран и верувам дека ќе се врати на тие патеки порано што ги правеше, тие номери кои ја ден денес како диџеј ги пуштам. Да, и најпуштана која ти одева? За тебе која ти е најомилена? Спушти се доле. Спушти се доле, тоа ми е класика. Аха. Класика ми е и страшно добра ствар нивна и на Тони Зен. Ден денес ја Ама пуштам. тебе, Андречо, не ти дое баш. Не слушам ја многу таква музика. Па ти ни со социјални мрежи баш не се замараш кој Не што сум многу активен, гледам. да. Имаш нова работна позиција, вистина е? Па да, ете. Поврзана така со маркетинг, со односи со јавност. Односи со... Чии тоа односи со јавност ги тераш? Не ги лепи со оние односи што зборевме за Швајцарија. Не. Тие се други односи. Ова е со пошироката јавност. Да. Која компанија е? Која е? Па не знам да не треба да кажам Не, да бе, ти слободно направам. тама работа. Што го кажи ќе те исечат? Да. Да, после ќе монтираш че нема да. Ќе биде слободно кажи. Си Панчо, викаш. Да, слободно кажи. Не. Абе пеевме пред Нова година у Жан Битрев, у Жан Битрев клиник, сега поново, мислам не. Клиник, добро, на забава. Болницата, да, имаат они отворено некој оддел таму за персонализирана медицина, кај што врз база на ДНК откриваат на што си, не де Боже, ќе можеш да се разболиш у наредни неколку години, да го спречиш тоа. Тоа е многу корисно па. Видовите, знаеш. Да. Да, грачињата ќе ги И се запознавме таму со докторов, направивме муабет и после Нова година требаше да донесам седиња, седнавме, направивме муабет и ете ме прими на работа и сега сум така. Секој дневно одам на работа. Чекај, носиш мантилчиња како прав доктор? Да. Тоа е протоколарно, така? Имам папуча прва класа. Браво. 12 мај Метрополис Арена. Им благодариме на ДНК и одете си на концерт. Да не биде. Да не биде дека и празни Тоа сме ги. чекавме. Да, ете така. Чекај. Две има или едно? И кошули за вас е. Има две или едно? Ако има две, да не го да. Еве, две пакетчиња за вас, дечиња. Живе мајка, затоа сакаме кај тебе во емисија да идеме, зашто добиваме поклони, нигде не ни дава. А ова? Заедно ќе одите? Не, ќе го дадам на... Така ќе направиме? Све е у реду, само Абе, слушај, и за тебе. Нема Хотел Голос. Абе, ќе одиме сите. Панчо и Андре ДНК. Ќе бацам. Улични трки се договараат, нели тука пари на маса и... Јас сум бил организатор, апсолутно не ми е, како да кажем, значи на тие трке што пишуваше по новине, патот, стравот на ужаста, патот на стравот ужаста, ќе се допираа, значи. Ќе закасниме. Сигурно ќе закасниме. Ќе закасниме, бе. Готово, нема, да знаеш дека ќе ни затвори. На, готово. Што ми даш мобилен, бе, паричник ми треба, у банка и нема. Ова ти е сега и мобилен и паричник и банка и се. Не си чул за M-Banking? Види бе, сега се можеш од мобилен да направиш. Значи да провериш состојба на сметка, да платиш рата за кредит, да пополниш налог, да провериш каматни стапки, курсна листа и што уште не. Море модерни времиња, Чекај селфи. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see you in that bitch, shit's the camper. In the DM, that young sister beacon. The bitch who wants to compete in. I can freak fit that pump with the peep in. You know what your bitch become when her weave in. I just wanna sip that punch with your peeps in. I guess that can't get any 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 in.
Кога две нешта прават нешто уште подобро. Чоко Стови Флипс. Две од оливо. Витаминка. Вниманието кон оние кои ни се најблиски е една од нескапоцените човечки вредности. Вложувајќи се и посветувајќи се максимално на секој детал, дури и најситниот, затоа што во борбата со канцерот тие заслужуваат нашата целосна поддршка. Бидејќи нашите најблиски се оние кои го исполнуваат нашето секојдневие со скапоцени моменти. Моменти за кои вреди да се бориме. Аџибадем Систина, Центар за онкологија и радиотерапија. The more memories you want to keep, the lighter you need to be. And you, how far would you go? Travel lighter to go further with Be Light by Samsonite. За да ја најдеме совршената чаша, направивме 8643 чаши со 75 комбинации на материјали и 44 различни димензии. Резултатот, совршената чаша е онаа со Јо Плюс, пробиотик јогуртот од Јока. Го зајакнува имунитетот и супер го регулира варењето на храната. Размислувај природно, храни се здраво. Внимание! По повод 15-тиот роден ден на ДНК, со огромна чест ви го најавуваме големиот солистички концерт на најхаризматичното македонско поп R&B дуо. На 12 мај славиме сите заедно во Метрополис Арена. Па што сака нека биде. Билети во предпродажба преку продажната мрежа на МК Тикетс. Петок, 12 мај, Метрополис Арена, 21 часот. Зошто само ДНК знаат како. Прочитај повеќе. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Да трчам, да не трчам. Не може да му давам 100% од себе, кога немам мерак за трчам. Ама затоа имам мерак за јадење на здрава храна. Во Павлакава се внесувам 100%, бидејќи во неја има 100% квалитет и 100% природно кравје млеко. И како после да не ја сакаш 100%? Мисли природно и храни се здраво. Гостин. Тој е легенда на мотоспортот, тркањето со автомобили, со мотори, генерално е зависник од адреналин за прв пат во 1-1. Горан Хажилевски, Чајка! Повели, како си? Одлично. Со мотор дојде? Да. Очигледно. Сега твојот мотор не е единствен, ама е еден од двата такви. На Балкан. На Балкан? Да, со 247 конски сили или 1,8 до 100 или па 1,8 секунди до 100 или за 16 секунди 300.
Добро. Кај е другиот? Другиот у Словенија. У Словенија. Да. Добро. Сега што значи тоа? Фабрички ги прават толку моќни да се? Фабрички 223 коња, мојот е преправан, значи е 247, ама има шанса да се направи уште повеќе. И ќе го правиш? Да. Леле, добро. Добро. Сега, овде си, меѓу другото, да најавиме една многу интересна и важна, да речам, работа од твојава многу богата кариера. Милиони интересни работи и трки и настани имаш, ама ова би сакал да го одбележиме зашто ќе бидеш прв или втор ќе ме поправиш од Балканот кој оди на најопасната трка на светот. Да. Со мотори што се одржува во Англија. Во Англија, значи, тоа е, значи, измеѓу Ирска и Англија едно острво, значи, Така, Isle of Man. Да, така, или острво на мажите, значи. Така. До сега од Балканот, значи, учествувал само еден загребчанец. Така. Колку бил успешен, не знам. Ја ќе бидем вториот, значи. Чисто, колку е ова опасно да им илустрираме на луѓе, без да звучиме гадно и морбидно, се случува многу често и да погинат луѓе. Значи, до сега има погинато 240 двајца. Така. И ова е... Трката, да, тоа е официјална. Значи, во една етапа, или како да кажем, значи, за 3 дена, има 7 луѓе, значи, погинато у тој момент. Значи, 7 луѓе за 3 дена. За 3 дена? Да, за 3 дена погина. Што е тркава, фактично? Значи, Што ја прави толку опасна? Тркава ја прави, најопасно е тоа што, например, уште на старт, тој што те пушта, ти вика, може би ова ќе биде и последната трка. Супер. Да, или ова ја кај што ќе учествуваме трка недела на храбри или недела на луди. Аха, точно. Фактички има 7 категории. 7 категории, ова е најекстремна. Значи, ова е најекстремна. Значи, кај што просекот ви е 200, максималната брзина е 342 постигната више. Но не се трка по патека тркачка. Не, значи вие поминувате низ улици, тоа е значи улична трка. Так. Низ улици ве пуштаат на една минута еден по еден, значи низ улици каде што десната страна, лева, небитно како, ви е оградена на пример со бодликава жица, ниви има, што и да е. Ступ. И значи проđеш низ грати со 250, 270, 302, 305. Така да мислим дека добар адреналин може да се. Те чини колку? Па мене ќе ме чини сигурно над 50.000 евра. Со се сите работи. Значи, да, гуми, едно, друго чудо. Да. Па види, од моторот па све до припремата. Така. Тоа е малку поприлично. Поскапо од Париз, бидејќи се припремаше и за таму за малку и не отиде. А Париз Дакар кошташе, ја кој требаше да отиде, значи кошташе околу 60.000 евра тогашни. Значи 60.000 евра. Јас изгубив 40.000, а не отидов. Па, како се подготвува еден човек за тоа? Многу ќе ви едноставно, значи за гледачиве и за значи припремава како припрема трае, значи ја морам у текот на една недела, бар ако збориме за домашни услови, тето гостиор, значи ако јас до сега сум возел на пример преку меѓу 300 и 500 пати од 270 до 310 пример, да. Километри на час. Да, километри на час. Значи јас сега ќе морам, зашто дел збориме за преку 60 кривини таму има. Значи ја морам да најдем пут кај што ќе можем, како на пример кој идете сега за кај Охрид. Добро. Кој излагате кај Групчин, имате 4 кривини, значи. Така. Сега, тие 4 кривини до сега јас сум ги прошол, па да не претерам него 5-60 пати со 240-245, значи сите 4 одеднаш. Добро. Така да морам да бидем сигурен у тоа, значи не сме ништо да ми омане. Значи не е проблем брзината како брзина или пак стравот. Значи стравот е одбранбен механизам на телото. Значи вие имате можда страв, имате храбро срце, али мозокот ви кажува дека реакцијата каде треба доста. Значи фактички со припремите ти се билдаш сам себе да едноставно, не знам, нормално ти доаѓа да влегуваш у кривини со 240. Да, види да ти кажем, позади мене седи 37 годишно искуство. Вистина така е. Ајде да те вратам сега Париз Дакар. Требаше да одиш. За малку не отиде. Дури ако не се лажам, Хрватска или која беше земја ти нудеше... Така. Значи,
Под нивно знаме да бидеш. Да, значи ја као сега, нели, помодарство е патриота да си. Ти уште тога. И ја уште 2005 година и мене ме пишува во сите нивни новини, излагам на нивнава телевизија, водителката ми вика, тебе смо ти дали, ја 24 минута на ХТВ 1. Добро. Водителка ми вика, смо ти дале повише минути него на Санадер. Аха. Разбираш? Така. И јас сега у емисија помпезно кажувам дека да, све тоа окей, прифаќам. Они ми вика само ти мотор да купиш. И ја како Демек друго све покрива да, тоа. ја како бумбар у стакло одма мотор купувам. Купувам мотор и 2 за припрема. Добро. И се припрема. Значи почнувам. А треба 2 за припрема, пошто таму се двата кршат се мотори, растурат. човече. Значи Тоа е едниот тоа. мора да биде за припрема. Значи Така. едниот за тркати. И знаеш, не сакам да верувам дека сегде е политиката умешана, значи и тога беше умешана, значи политиката. Значи ако вас ви одлучува од тоа време некој човек што ја ви кажа апсолутно, значи јас сум човек од другата страна на стравот, разбираш? И сега некој треба да одлучи дали вие ќе идете или не. Човек кој што не знам, да не кажем дали беше доле Гевгелија негде или таму во Ландово, човек кој што по моја знаеш категорија е задужен да собира значи смокве и калинки, а не да се бави со мотоспорт, он ви одлучува дали да идете или да не идете. Воопшто за дозвола? Не за дозвола, за финансијата. Значи, јас сум сакал, нели, значи јас не сум еским таму, не представувам некого, ја представувам Македонија. Значи, Точно. Така да јас ја представувам Македонија, не беше проблем ја уште 10.000, усвари 11.000 да најдем. Но тоа ќе беше историски момент. Да, али за нас. ипак, значи, државата требала да помогне. Апсолутно се слагам. Тоа да не отидов ради тоа. Изгубив, значи ја и денеска јавно накажувам на телевизија. Никој од сопствениот джеп за да ја промовира државава не потрошил 40.000 евра. Значи никој. И кој сака со најголемо звучно име, значи вака да ги извадиш, да ги уложиш. Така. Ајде, нека се случи некогаш, еве. Ај сега ќе те прашам нешто атрактивно малку за гледачи, кажи? Може. Значи сите ги знаеме овие серијалов филмови Fast and Furious, нели тоа се работи за улични трки, се договараат, нели тука пари на маса и се тркаат. Ти вистински си учествувал у таков тип на трки? Во 164 на автопатот Гостијар Тетово, само една сум изгубил, не по... Само една имаш изгубено? Изгубено, да. Само Од една. кого бе чака изгуби? Не, возилото на 260 ми пукна брегастата, излезе низ хауба, значи угасна возилото. Значи на 260-270 балансерката од моторот пука, ја дупи хаубата, Амбе тоа толку мокно? Да, како не, излага улјето право на граната и пред мене се прави бел дим од улје. Значи ништо не гледаш. А останатите 163 ги доби? Да, ги доби. Така, да, и сите... јас сум бил организатор, апсолутно не ми е, како да кажем, значи на тие трке што пишуваше по новине, патот, стравот на ужаста, патот на стравот ужаста, ќе се допираја, значи 2-3 луѓе навечер. Да, бе, гледачи. Гледачи, разбирате? Така да сум учествувал, многу сум учествувал. Веќе не, моментално. Не, па не, сега види, искрено ќе ти кажем, ја тога имаше паре народот, можеше да се кладби. Значи, тогаш најголемата кладба што сум ја добил ја лично, најголема сум добил $5,000. Една трка? Една трка, $5,000 у донесоа од Америка корвета. Значи македонци не од Кичево донесоа. Шевролет корвета. Да, корвета. Значи со неја сум се. Демек за да те победи. Да ме победа, значи ама не успеа. Давам газ, меѓувреме стиснав и кумплук, моторов ми се исправа, попов лево, десно, ја у него. Кажи ми, фамилиарно адреналински зависници сте или ти си црна овца? Не, види да ти кажем, мал број луѓе знае, например, дека, ете, јас сум 90-та година сум мајстор на карате спортот. Значи, јас сум полагал кај звучно име, кај Илија и Владимир Јорга, значи, сум полагал кај нив, кај Марко Ницови сум полагал. Значи, одличен скијач сум. Значи, сите тие работи, ама сум одлучил дека ова е експлозивното што може да наполни адреналин. Син ти е пилот? Да. Така? Веројатно тоа е поврзано некако. Мојот син е
Он ми рекол не смееш ништо да кажеш за мене, не смееш ништо да збориш. Ама добро. ќе кажем само 2-3 работи. Добро, Значи, толку. он е 20 пилот у шпанска компанија со 21 година како возраст. Најмладиот пилот у Македонија. Значи комерцијални летови. Комерцијални. Блиц прашање. Значи блиц одговарај ми. Највеќе колку си возел на снег? На снег, Најголема брзина. прошлата година можев да оборим рекорд. Добро. Ама чисто вака, значи знаев дека ќе имам пех, ама одлучи. Еден пријател ми носи гуми, а кај нас знаеш како се чиста тетово гостијар патуи, као Боб Стаза. Да, тачно. И ја пробуем, Со мраз од страните. Да, од страна, немаш проблем никаков, не можеш да настрадаш, значи. Јас само на задниот дел на Поршево, тие со ексери што се Значи со автомобил. Со автомобил. Добро. Значи со автомобил ставам 2 гуми. И ја доаѓам до 245 на снег. И почнува предниот дел почнува да ми плива и тога е добро. Значи 245 на снег. Добро. Највеќе на дожд. На дожд. Позезнато е дожд или снег? Не, сега ќе ти кажем. На дожд, значи ден денеска хрватските возачи викаат ти што го направи на гробник, никој не направи. Значи вака, многу кратко. Значи при брзина, значи од 180 на дожд, ја го исправев моторот на едно тркало и равницата цела кај што седи публиката ја поминав. При тоа мислејќи не дај Боже да паднем, затоа што доздолу имаше веќе 1 сантим дожд. Значи, од кога поминав равницата, целата публика од над 15.000 луѓе стана да ме аплодира. Вау. Сепак, дека не било секогаш се розево во тркањево, далеку од тоа, говорат и многу повреди што ги имаш. Премногу повреди, од кои што не знам, имаш ребра скршени, череп си кршел, така? Да, лонгета од мал прст до гор. Све. Се живо и диво. Прв пат, кога имаше некоја незгодна? Кој знае колку одамна било, а? Првата незгода, значи, никад не сум ја кажал на телевизија, никад. За 37 години, јас сум се дел, сум бил на сите балкански телевизии и на сите во Македонија. Значи, прва е комична. Првата моја сообраќајка, на 17 години. Ајде, за нас ќе откриеш, значи. Ајде. 79-та. Тогаш се возија тие малечки моторшиња и ја доаѓам одеднаш до голем снажен мотор. У тоа време крос мотор од 250 кубика значеше 35 коња. Добро. И гледај. И јас сега искуство нула, значи за оваков мотор. 2-3 дена ако го возев. И се спуштам да опробувам моторов, идем на кај град и од оздола поворка. Поворка од овие у тоа време, у Тетово, ако починеше некој, од помодарство, од првиот до задниот, свите даркери. Аха, добро. Да, и колективно плача свите. Така? И сега... Погребна поворка. Да, поворка, погребна. И јас застанувам, и сега мислим дали да пројдем пред попот или зад попот, гужва вака се многу голема, огромна. Викам, не можем да чекам толку себе си, викам, ќе пројдем или пред или зад него. И ја го торирам моторов да пројдем или пред Попов или зад Попот, а Попот со тоа. А Попот напред? Напред со тоа. И ја викам, почнуjem газ, ја зашто да побаргу да поминем, давам газ, меѓувреме стиснав и кумплук, моторов ми се исправа, Попов лево, десно, ја у него. Попот не е среќен што аплодират. И он паѓа, ама види ја колку сум хуман. Он паѓа и ја... А многу хуман? Да. Ја како на ренде да ме прошал некој, знаеш? Целиот. Ама ја трчам, го гледам Попов, тоа знаеш како беше порано, уличња, мали, прашина, калдарма. Трчам ја од позади, го дигам Попов, од подзади, од зад грб, го дигам и го влечем до еден зид го допрев. Таму. И сега трчам таму, му најдов шеширот, му оставам, а тој вака. Очи е како флипер му прави. И трчам, му оставив тоа кандилото, се сеќам преку глава, едната кондура му беше ја лева, десна, само му ги такво, тие луѓе со венци што беа се разбркаја над таму, почна вришта, пишта луѓе, се сеќам, на мотор побегна. Отидов на Шапка. У планина? Чајка, многу има што да се зборува со тебе.
За жал времето ни е ептен кратко. Заради тоа ја сакам да те поздравам со Good Nature чаеви. Нека те држат како што треба. Една кошула од Даниел Кристен се чека. Знам дека е рано, но ти посакувам среќа. Прво нека биде се окей со процедурите за влегување на тркава во Англија. Да ни се вратиш жив и здрав со успех и да, здравје Боже, да има и уште вакви некои големи работи. Па ја ќе кажам, значи, за на крај, значи, Господ има голем разлог да ме чува се уште доле, зашто сум потребен. Така е! Горан Хажилевски, чајка! И за крај имаме уште едно изненадување. Наталија Спасовска е тука, како си? Добро, седни. Што е интересно зашто те викновме? Се случува на 12 до 14 мај Happiness семинар, се вика. Каде? Во Коменски? Да, во Коменски, школата во Тафталец. Добро, но што е работава? Има еден посебен вид на јога. Така е? Да речеме, стрес менеджмент е повеќе, не е само јога баш, или? Па да, добро, јога е широк поем и сега ова што го правиме на овој семинар е стрес менеджмент, значи комбинација од јога, техники на дишње, сето тоа заедно со некои групни динамични процеси им помагаат на луѓето да се справат со стресот во модерното живење, нели знаеме дека да, значи имаме ја како многу стресен човек, многу, тоа би ми било корисно да речеме, нели? Претпоставам, има, мислам, во светски рамки, ако не се лажам, ваков тип на справување со стрес е многу популарен. Да. Кај нас. Има некој што вака би го знаеле што прошол низ ваков тип на... Да, во Македонија добар дел од популарните личности го имаат поминат овој семинар, меѓу кои Бранко Огњановски, најпопуларниот, попознат како Миле Паника. Миле Паника, затоа е он таков чил. Да. Добро, доколку некој сака, дали на семинаров, дали и после семинарот, се едно, да си дојде да се консултира, да речеме под голем стрес, еве например ја, што може да направи? Каде да се обрати за совети и слично? Да, добро, ние имаме центар, Happiness центар, кој што се наоѓа веднаш кареши клуб на пратеници. Добро. Така да може да не најдат таму на Facebook страница Art of Living Happiness Center Скопје. Art of Living Happiness Center, добро. Да. Така да таму се организираат семинари, има јога часови и разни други дружби кои што пропратно нели се случуваат, така да тоа е местото каде што нели се дружиме и се случуваат сите овие Супер. Happiness семинар 12 до 14 мај плюс Facebook страната може да си ја посетите. Наталија ви стои на располагање да ве ослободи од стресот. Браво! Ова беше Наталија. Со нас Елена, како си? Дали си добра? Супер. Одлично. Покажуваме позади лик. Ти не знаеш кој е, ние сите знаеме, треба да погодуваш, јас ти кажувам да или не и сите ние ти кажуваме да или не, ти поставуваш прашања. Значи да, не прашања. Ајде да видиме кој си ти. Супер, одлично. Ајде, пукај. Машко или женско? Да, не прашања. Да, не. Дали сум машко? Не. Политичарка? Не. Пејачка? Да. Мајка? Не. Добро. Не. Каролина Гочева? Да! Браво! Прекрасно! Извореден познавач на состојбите на македонската естрада. Елена е царица. Браво, браво! Земи го и микрофонот. Со тебе нека оди. Зашто го сакам овој Ford Focus? Поради тоа што сам паркира. Има активна помош при паркирање, затоа веќе не ме фаќа стрес кога паркирам. Уште да даваше помош при снимање на емисии, ќе беше супер. Да не ме фаќа стрес кога оној жари емисија, ќе му снимам јас на него 1 на 1. Мешевски ќе си прави сама емисија. Жаре е легенда затоа што во него има дел на тетовска крв, така да му посакувам понатаму многу успешни емисии и мислам дека ќе успее и ќе стане на не лектира, него легенда над легенда.